Општина Кочани ќе почне постапката за формирање ново јавно предпријатие, чија задача ќе биде набавка на електрична енергија, изградби и одржување на јавното осветлување и сервисирање на електричната мрежа за улично осветлување на подрачјето на градот и другите населени места. Согласност за одлуката даде Општинскиот совет на 10-та седница, откако пред 2 недели на 9-та седница советниците побараат точката со предлогот да биде повлечена од дневниот ред. Со оглед на специфичноста на правното дејство и оправданите сомневања дека новото предпријатие може да биде ново оптоварување за семените буџети на граѓаните, повторно се појавија дилеми меѓу советниците, зашто следуваше и образложение од градоначалникот Папазов. Колку би му била платата на директорот, ако знаеме дека во периодот од 12 месеци ќе треба да стави само 2 подписа, односно ќе нема предмет на работа самото предпријатие. Јас би дал поддршка ако знаеме дека имаме намалување на трошоците. Меѓутоа, треба да имаме одговори, односно тој манипулативен простор кој што ќе го имаме за намалување на трошоците за електрична енергија, да не оставиме простор да биде злоупотребен со вработување кои што ќе бидат дали партијски кадри, дали несоодветни, односно кои што ќе бидат наградени социјални случаеви со висока плата, бидејќи како што кажав ќе немат предмет на работа. Во поглед на висината на платата не би сака да шпекулирам, треба да биде достојна за една одговорност од карактерот на водење на јавно предпријатие, плата соодветна за раководител, односно директор на тоа јавно предпријатие со високо образование и со одреден број на години како работно искуство. Во секој случај, заштитите ќе бидат многократно поголеми од трошоците што ќе бидат направени за функционирање на тоа јавно предпријатие. И нема единствена обврска да биде на директорот или на вработените само да стават 2 подписи. Тие ќе бидат должни како секој јавно предпријатие во состав на локалната самоуправа, да даваат квартални извештаи, да изработуваат завршни сметки, да ги бранат пред вас како советници, пред советот на општина Кочани. Во одлуката што ја усвои советот се предлага основач и собственик на предпријатието Светлина Ко 2022 со целиот негов имот да биде локалната самоуправа. Средствата за извршување на дејноста треба да се обезбедуваат од приходите од сопствено работење, од кредити, како и од други извори во согласност со закон. Во правниот промет, јавното предпријатие ќе настапува како независен субјект во свое име и со своја сметка со неограничени овластувања. При тоа ќе има обврска да изготвува програма за работа со што ќе го планира развојот и финансирањето на дејноста, а ќе поднесува извештај до општината. Откако Советот на општината ја прифати предлог одлуката за формирање, во рок од 60 дена по донесување на актот за основање, треба да се донесе статутот на предпријатието, со што тоа и практично ќе биде оформено. Самостојниот синдикат за образование, наука и култура го става во мирување генералниот штрајк што почна на 11 април. Ваквата одлука на Советот на СОНК доаѓа откако Министерството за образование и наука доставило известување до Министерството за труд и социјална политика за пристапување кон мирно решавање на колективниот спор со СОНК, а според законот за решавање на работни спорови. Од денеска односење на таа одлука со која што одлуката за влегување во генерален штрајк на СОНК, таа иста одлука ја ставаме во мирување се дотогаш додека не се реши спорот. Ние сме убедени дека во наредниот период, во периодот на помирување, ќе најдеме соодветните заеднички решенија онаму каде што застанавме во преговорите и дека нема да има потреба да го активираме штрајкот. Иначе, уште еднаш ќе подлечам. Доколку не се усогласиме со ставовите со ресорното Министерство за образование и наука, верувајте и сакам да уверам и јавноста, да го уверам и нашето членство, дека штрајкот повторно ќе биде активиран. Неделков истакна дека очекува во наредниот период да се најдат соодветни заеднички решенија, а онаму каде што застанале преговорите да се проложи, односно да нема потреба од повторно активирање на штрајкот.
Предходно, Синдикатот за образование, наука и култура најави дека генералниот штрајк ќе продолжи само во училиштата, без градинките, откако предходно беше постигнат начелен договор меѓу СОНК и владата, платите во просветниот сектор да се зголемат за 12%. Доброволното противпожарно друштво од Кочани ги привршува подготовките за одржување на донаторската гала вечер, што е закажана за 11 мај. Целта на настанот е да се запознае пошироката јавност, пред се бизнис секторот и граѓаните, за почетоците од формирањето на доброволното противпожарно друштво, неговото дејствување и потребите што ги има за реализација на активностите. На седницата на Советот на општина Кочани, председателот на доброволното противпожарно друштво Златко Илиев упати и јавна покана до советниците и другите присутни да учествуваат на настанот и да го помогнат работењето на пожарникарите волонтери. Чест и задоволство ние да ја поканеме на нашата гала вечер, што ја организираме ние за бизнис заедницата и за вас, локалните советници и двигатели, со цел да ве запознаеме со нашето досегашно работење, со нашите идни планови и нашите цели. За таа цел се организира оваа гала вечер со една пристојна забава и картата за оваа гала вечер изнесува 2500 денари, со која ние се образуваме да го покриеме скромното мени и конзумациите и дел од овие средства да останат како придонес за доброволното друштво кои ќе бидат наменети за набавување на едно противпожарно возило. Доброволното противпожарно друштво од Кочани веднаш по формирањето конкретно на минатата година имаше повеќе активности, а поради потребите за интервенции на терен почне и постапка за набавка на половно возило. Волонтерите пожарникари очекуваат добар одзив на гала вечерта, со што ќе соберат дел од средствата што ќе бидат наменети за набавка на возилото. Редовна априлска акција за крводарување во рамки на планот за тековната година организираше Општинскиот Црвен крст од Кочани. Одзивот на хуманите граѓани беше солиден и собрани се 31 крвна единица. Тоа е добар знак за успешно исполнување на планираните количини крв за 2022 година. Акцијата се реализираше во просториите на Црвениот крст во Кочани, при што беше изразено задоволство од одзивот на крводарителите. На акцијата присуствуваше и Димитар Велков, еден од рекордерите во крводарувањето во Кочани. Ова е секако акција која се спредува секој последен четврток во месецот и вакви акции имаме секој месец. Акцијата започна во 8:30 и е планирана да трае до 14 часот и секако се спроведува во соработка со Институтот за трансфузионна медицина од Штип. До сега собрани се околу 13 крвни единици, така што очекуваме да го завршиме денот со над 25 крвни единици. Имам 171 пат. Од колку години почнавте? Од 17. 49 години да дарувам крв. Почеток ми беше од 63, кога беше Скопскиот земјотрес. Од тогај редовно те давам по 4 пати, 3. Тоа е, а нормално 4 повеќе. А што повеќе дарители, а помалку пациенти. Собраните крвни единици се транспортираат во клиниките, каде што се изведуваат оперативни зафати и каде што има потреба од крв и крвни продукти. Екипата на баскет Дино Деликатес доживеа пораз од 67:53 на гостувањето во Скопје против екипата на Работнички 2018 во рамки на првиот полуфинален плей-оф надпревар за пласман во втората кошаркарска лига. Според информациите од стручниот штаб на нашиот клуб и покрај лошиот резултат, младите кошаркари од Кочани прикажале одлична игра, а голем удел во поразот одиграле судиите кои биле наклонети кон домашната екипа. Доволна потврда за добриот настап на баскет Дино е што била остварена позитивна кош разлика во првата и третата четвртина, додека домакините најголема предност од дури 17 поени оствариле во втората четвртина.
Карактеристика на надпреворот е што биле досудени поголем број технички грешки и фаули против гостите од Кочани, а за пофалба е поддршката што нашите кошаркари ја имале од трибините, на кои имале и стотина своји навивачи што ги бодреле во текот на целата средба. Најуспешен во екипата на баскет Дино Деликатес е Илиев со 15, а веднаш зад него се нашле Филипов со 11, Крушарев со 10, Лазарев 8, Крстев 7 и Томевски со 2 коша. Вториот полуфинален плейоф надпревар ќе се игра во Кочани на 30 април. Доколку нашите кошаркари постигнат победа, тогаш мајсторката за влез во втората лига би се играла на 4 мај.